Договори за финансиска поддршка од владата, проекти добиени преку Фондот за иновации, како и ново формирана компанија за производство на соларни панели, која однеодамна е регистрирана во Тетовската индустријска зона. Ваков е билансот на успех за период од 5 години на бизнисменот Горан Паунов, кум на актуелниот премиер Димитар Ковачевски, со кого партнерски ја основаа Pixel Group, компанија за производство на фотоволтаични модули, на чие свечено отворање во 2018 година присуствуваше и тогашниот премиер Зоран Заев. Само 2 години подоцна, откако Ковачевски одлучи да влезе во политиката како заменик министер за финансии, кон крајот на септември 2020 година ги повлече вложените пари во компанијата. Но и без Ковачевски во собственичката структура, на Pixel Group оди повеќе од одлично. Можеби за компанијата не може да се најдат податоци на Бирото за јавни набавки дека добивала тендери, но затоа на алатката отворени финансии може да се пронајдат вкупно 12 исплати во период од 2018 до 2021 година, државни пари кои Pixel Group ги добивала од владата и од Фондот за иновации. Исплатите од владата најверојатно се однесуваат за доделување на финансиска поддршка за компанијата. На таков заклучок упатува и документот од 159-та седница на владата од 2019 година, со која се носи одлука за потпишување на договор за доделување на државна помош на Pixel Group. Исплати кон компанијата се евидентирани 8 на број од 2019 до крајот на 2021 година со вкупна вредност од 27.262.082 денари или 443.285 евра. Најголемиот износ е исплатен на предпоследниот ден од 2021 година, односно 12.531.359 денари или 203.761 евро. 4 исплати од Фондот за иновации датираат од почетокот на септември 2020 година до јули 2021 година со вкупна вредност од 4.324.363 денари или 70.314 евра. Но најновите информации поврзани со поранешната фирма на Ковачевски, која сега е во собственост на Паунов, е влегувањето во нова инвестиција во Тетовскиот ТИРС преку акционерското друштво АЕ Солар АД Тетово, компанија која ќе произведува соларни панели. Своето седиште во индустријската зона го регистрираше на 18 јули годинава. Според податоците на бизнис мрежа, како собственици на компанијата АЕ Солар АД Тетово се појавуваат две компании, македонската Pixel Group, представувана од Горан Паунов, и бугарската АЕ Солар Хоризон АД од Илко Георгиев Јоцев. Според достапните информации на бугарскиот централен регистар, бугаринот Илко Георгиев Јоцев се појавува како собственик или управител на повеќе компании, генерално, кои се занимаваат со производство на соларни системи и панели. Меѓу нив е и фирмата АЕ Солар Хоризон АД, која е регистрирана во Бугарија на 24 февруари 2022 година. Во обид да дознаеме повеќе детали, бугарските колеги ни посочија дека Јоцев не е непознат во тамошната јавност. Йоцев is, I think, well known in Bulgaria, but in the last 10 years his name is not very circular in the media. And I think this company is not well known. Okay, he was a minister like 20 years ago? Yes, in the Сакско-Бурготски cabinet. Компанијата АЕ Солар АД Тетово со македонско-бугарски удели, како што се најавува, всушност ќе биде инвестиција на германската компанија АЕ Солар, која со македонската Pixel Group ќе градат фабрика за производство на најмодерни фотоволтаични панели за производство на струја. Најавите за почеток на градбата се посочени за октомври, а производството е планирано да започне во март следната година. А еден се обиде да го договори Паунов за видео интервју за повеќе детали за инвестицијата, но и покрај ветувањето, сепак тоа не се оствари. Самото регистрирање на компанијата во Тетовскиот ТИРС значи дека компанијата во која собственик е Паунов ќе има одредени поволности како и другите инвеститори во рамките на зоната, а може да аплицира и да добие и државна помош. Тоа би значило дека владата на чело со Ковачевски ќе може да и додели државна помош на компанијата на неговиот кум и поранешен бизнис партнер. Иако најверојатно се уште е рано за такво нешто. До денес компанијата се нема обратено до дирекцијата ниту со писмо за намери, ниту е склучен било каков договор. Сите поволности што ги обезбедува државата во технолошко-индустријските развојни зони треба да се регулираат со посебни правни акти, во прв ред договор за државна помош. Ни одговорија од дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони.
Меѓутоа, компанијата Pixel Group и AS Solar Раде Тетово не се единствените во кои како собственик се јавува Горан Паунов. Тој е собственик и на КМГ Еол Квазар, компанија основана во далечната 2007 година, која не е многу позната во јавноста. Во периодот од 2018 до 2022 година, А1 успеа да пронајде 38 тендери на кои компанијата била ангажирана како најповолен понудувач во неколку општини, меѓу кои Куманово, Берово, Чаир, Ѓорче Петров, Зрновци, како и јавни претпријатија и училишта. Договорите се однесуваат за изградба на фотонапонски централи, промена на улично осветлување, соларни комплети за производство на струја, паметни клупи кои се напојуваат со сончева енергија, проекти за фотоволтаици и физибилити студии. Купната вредност на договорите за изминатите 5 години изнесува 90.059.598 денари или 1.464.383 евра.